Централно издание на вестите. Добар дан, ова се настаните на денот. Нема викенд пауза. Власта и опозицијата во кавга кој бил, а кој не бил предавник на Македонија. Паѓа во вода. И таа лага на премиерот дека некако македонскиот јазик е загрозен. Филипче чекори по стапките на Заев. Подготвен е да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија. Што ќе донесе обединувањето на вреди во единствена партија? Дел од партиите ќе постигнат по условно речено порадикален наратив. Мицкоски во мала преспа. Што им порача на нашинците од другата страна на границата? Пораз во вистинска смисла на зборот. За изминативе 15 години Македонија изгубила половина од своите говеда. Дали сточарството е на колена? Состојбата е многу тешка во моментот. Евроинтеграциите и уставните измени повторно се повод за жестока политичка пресметка меѓу власта и опозицијата. Председателот на СДСМ Венко Филипче денеска на пресконференција излезе со обвинување дека премиерот Мицкоски не ја говори вистината за европските интеграции и дека македонскиот јазик не бил на никој начин загрозен. Од ВМРО ДПМН ја возвратија. Филипче е подготвен да ги исполни бугарските барања. Игор Манасиевски. Идентитетските прашања за јазикот се само параван зад кој се крие намерата да се изолира Македонија од нејзиниот пат кон Европа. Изборот е сега меѓу Европска Македонија или криминална изолација со Мицкоски, порача председателот на СДСМ Венко Филипче од партиската пресконференција. Според него силна држава не се прави со исклучување, туку со вклучување на малцинствата. Тој посочи дека македонскиот национален идентитет не е загрозен од малцинствата, туку се загрозени криминалот и корупцијата, кои нема да можат да цветаат ако Македонија ги применува европските вредности. Акцентот го стави на македонскиот јазик, кој е признаен јасно според францускиот предлог, односно во преговарачката рамка, која е изгласана во бугарскиот парламент, поради што вели дека ние немаме работа со Бугарија, туку со Европа, кон која треба да испорачаме европски барања. Стои чист македонски јазик и со тоа што бугарскиот парламент ја изгласа преговарачката рамка за нас, исто како и сите други земји членки на Европска унија, таму стои македонски јазик. Ниту како е цитиран во уставот, ниту фузнота, ниту некакви звездички точки и така натаму. Чист македонски јазик. И со тоа паѓа во вода. И таа лага на премиерот дека некако македонскиот јазик е загрозен. Значи, во преговарачката рамка стои чист македонски јазик. Од партиската говорница на владеачката ВМРО ДПМН пак го обвинија Филипче дека е подготвен да го доврши тоа што Заев го започнал, преку јасни сигнали до Бугарија дека се подготвени, доколку дојдат на власт, дека би ги спровеле уставните измени и би прифатиле политики кои се во согласност со барањата на Бугарија. Филипче чекори по стапките на Заев. Подготвен е да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија. Венко Филипче повторно докажа дека е спремен да ја продолжи политиката на Зоран Заев, а тоа е политика на попуштање пред Бугарија и прифаќање на барања кои директно задираат во македонските национални и државни интереси. Новиот премиер на Бугарија, Румен Радев, не е непознат фактор во бугарската политика. Неговите ставови кон Македонија, македонскиот јазик, македонскиот народ, идентитет и историја се добро познати. Од ВМРО ДПМН сметаат дека во околности кога начело на Бугарија е Румен Радев, кој јасно кажува дека нема намера да се откаже од блокадата на Македонија на патот кон Европа, дека е потребна јасна осуда и цврст став во одбрана на македонските интереси заедно со опозицијата. Коалицијата Вреди и официјално се обедини во единствена политичка партија, промовирајќи го европскиот пат како своја главна насока. Под мотото дека монополот кај албанците заврши, лидерите Меджити и Касами порачаа дека ова е историски момент за политичка консолидација, додека ДУИ предвидува брз распад на новиот субјект. Аналитичарите очекуваат заострување на реториката во албанскиот политички блок. Дејан Трајковски. Коалицијски партнери, бројни гости, над 850 делегатија наполнија Македонската филхармонија. Вреди се обедини во една партија под химната на Европа како символика на правецот по кој ќе се движи сега веќе единствениот политички субјект. Во салата не одекна ниту македонската, ниту албанската химна.
На конгресот присуствуваше премиерот Мицкоски и имаше и регионални гости, меѓу другите прешевската градоначалничка Ардита Синани, како и косовскиот шеф на владата Албин Курти, кој го отвори конгресот. Тој во својот говор порача дека вреди сега треба да даде кредибилитет на државните институции, особено во очите на албанците. Вашиот најголем успех е вашето обединување. Вреди сега е субјект кој што ги представува јавните интереси и општествени на сите албанци во Северна Македонија. Монополот во албанскиот кампус заврши, порачаа копредседателите на Вреди Изет Меджити и Билјал Касами, кои велат дека сега како едно се легитимни представници на албанците во Македонија. До сега, фокусот ни беше во овој конгрес на обединување, што не е секојдневие, во ова поднебие, ретко се случува, народот повеќе служа за поделби, фракции, ние го направивме обратното, тоа што го бара народот. Се случува историја за прв пат 5 политички партии и неколку организации се соединуваат во еден субјект, во една политичка партија, во едно тело за не да го сменат само политичкото размислување, туку и да станат реален показател на тоа дека политиката соединува, не дели. Не изостана реакција од нивниот главен политички опонент Дуј, кој Касами и Меджити ги нарекоа двајца кормилари на еден брод што тоне, предвидувајќи им распаѓање. Албанците не заслужуваат политички експерименти. Вчерашниот ден треба да се памети само како почеток на крајот на една групација што ја жртвуваше иднината на сопствениот народ, за да ги зачува фотелите. Обединувањето на Вреди било очекувано, па сега албанскиот блок кој беше расцепкан добива консолидиран противник на Дуј, вели аналитичарот Петар Арсовски. Според него, сепак проблем ќе биде спојувањето на идеолошките матрици и механизмот на одлучување. Во иднина очекува порадикална реторика и подлабок јазол во албанскиот кампус, особено по изјавата на Зијадин Села дека албанците се фактор на стабилност, но можат да војуваат, како и онаа на Бујар Османи во само интервју, дека Бадентерот ќе се брани и физички. Сепак смета дека оваа појава ќе остане само во политички рамки. Релативната биполарност, односно двонасочност во албанскиот блок, два големи блока, ќе ги врати темите, особено кај опозицијата, кои сме сметали дека се надминати. Тоа се теми за Бадентеров, принцип, рамковен договор и така натаму. Тоа е зона на комфортна комуникација на Дуј и партиите околу Дуј. Мислам дека тоа ќе донесе до известна радикализација, бидејќи повторно под притисок од олигополската позиција и од конкуренцијата во албанскиот политички блок, дел од партиите ќе постигнат по условно речен порадикален наратив, но не гледам суштински капацитет тоа да го наруши општата поставеност. Мислам дека тоа ќе се сведе на политички маневри, а не на некаква суштинска дестабилизација. Покрај Изет Меджити, кој доаѓа од Демократско движење, и Билал Касами од Беса, кои ќе бидат копредседатели, за генерален секретар беше избран вице-премиерот за европски прашања Беким Сали, кој ја водеше Алтернатива. Под председателските позиции ги добија пратеничката Мимоза Муса и Беким Ќоку, кој доаѓа од самоопределување. Премиерот на Македонија Христијан Мицкоски го посети селото Каламас во општина Пустец, каде што учествуваше на откривањето на споменик посветен на македонските херои од Втората светска војна. За време на комеморативната церемонија Мицкоски изјави дека споменикот представува сведоштво за историјата, жртвата и храброста на оние кои според него ја бранеле слободата и идентитетот на Македонија за време на Втората светска војна. Тој нагласи дека паднатите не се поколебале и не се откажале од својот народ во најтешките денови од војната. Не сме собрани само пред споменик, туку пред сеќавање кое не може да се избрише, бидејќи е напишано со жртва, храброст и љубов кон Македонија, рече Мицкоски. Мицкоски ја пофали и македонската заедница во Албанија, која ја опиша како неразделен дел од македонското национално стебло и воедно лојални граѓани на албанската држава. Канал 5 репортажа. Што доби, а што изгуби старата скопска чаршија изминативе децении. Во Италија, овие коцките малецки се остануваат секогаш исти.
Пораз во вистинска смисла на зборот. За изминативе 15 години Македонија изгубила половина од своите говеда, односно 120.000 грла. Ова директно го зголемува увозот. Дополнително, драстичниот пат на откупната цена на млекото и доцнењето на субвенциите се закануваат целосно да го уништат домашното говедарство. Додека цените во маркетите растат, сточарите барат итна средба со премиерот и воведување минимална загарантирана цена за литар млеко. Падот на откупната цена на суровото млеко се заканува да го уништи млечното говедарство, предупредуваат сточарите. Последниот потек на млекарниците, со кој ги намалија откупните цени на суровото млеко за дополнителни 2 денари, е сериозен удар за сточарите, кои за една година се соочуваат со пад на откупната цена на млекото од близу 10 денари, иако по маркетите цените на млекото се во постојан пораст. Ако пред една година млеко се откупуваше за 33 па и за 34 денари, денес таа цена е падната на 27-28 денари, а има млекарници кои откупуваат млеко и по мизерни 24 денари за литар, укажуваат сточарите од Сдруженијето Пелагониско поле, кои за овој проблем бараат итен прием кај премиерот Мицкоски. За 6 месеци нас ни се намали негде 8 денари, а во маркетите се зголеми за 15 до 20 денари литар млеко. Така да, некни кога го добивме чеко од пресметката од млекото, нас ни дојде 2 денари поевтино, а на бензинска цената на нафтата 2 денари одма се поскапи. Значи, во истиот момент. Така да, состојбата многу тешка во моментот. Сточарите со апел до власта да се пуштат пари за субвенциите, бидејќи немаат земено за 10 месеци за млекото. Сега, во време на пролетна сејдба, кога имаат најмногу трошоци за производство на поевтина храна, за да може да ја пребродат кризата со ниските откупни цени на млекото. Од Националната земјоделска мрежа застанаа за ова барање на сточарите со укажување дека мора подитно да се донесе минимална откупна цена, која ќе ја пресмета науката, под која државата нема да дозволи млекарниците да ги манипулираат сточарите, нешто слично како што се прави за грозјето. Во овој момент, значи, ние како Национална земјоделска мрежа инициираме и барем од владата, односно од ресорното министерство, да се инициира еден процес, значи, да се донесе некои законски решенија кои на некој начин ќе гарантираат таа заштитна цена. Значи, минимална заштитна цена со кој сточарите ќе бидат, значи, колку толку на ликвидни. Сега, како што стојат работите во овој момент, значи, тие работат со дебела загуба и ние сме свесни дека сточарството не е гранка што можеме преку ноќ да ја подигнеме. Тие укажуваат и дека државата мора посериозно да се позанимава со маржите на млекото и млечните производи, заради драстичната разлика во цена од фарма до полица во продавница. Дека сточарите сериозно ја губат битката за својот опстанок, немилосрдно го отсликуваат официјалните податоци. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, во 2025 година вкупниот број на говеда е 142.000, додека во 2011 бил 265.000, двојно повеќе. Овие бројки, кои последниве 15 години се во постојан пат, укажуваат дека неповратно сме изгубиле над 122.000 грла говеда, што се отсликува и во порастот на увозот на млеко. Граѓаните во градскиот парк денеска низ личен пример ја почувствуваа секојдневната борба на лицата со попреченост. Настанот "Другарството е богатство" повика на поголема емпатија и едукација за инклузивност уште од најрана возраст. Пораката е јасна. Само преку разбирање на различностите можеме да изградиме праведно општество за сите. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Не можете подобро да знаете каков е животот на некој ако не ги облечете чевлите што тој ги носи и да го живеете неговото патување. Со ваков пример денеска во градскиот парк, дел од посетителите со превес преку очите се обидоа да го живеат животот на лицата со оштетен вид, како секојдневно преку звуците и допирите живеат. Фанче Василевска е пензиониран здравствен работник. Таа вели дека емпатијата треба да се негува и пренесува со нејзината внука. Во градскиот парк и го покажува и животот на децата со атипичен развој. Оние кои се различни, но ќе бидат со неа и во градинка и во училиште. Апсолутно сметам дека мора ова да се прави за децата. Децата во суштина се воспитуваат од страна на родителите, од страна на блиските,
како треба да го прифаќаат животот. Така да секој ваква, да ја наречам некаков тип на обука, блискост, представува позитивна насока, може да ги насочи сите дечиња. Апсолутно. Ова е дружба и за родителите. Гуши бац е секогаш мотото на Денис Јанкуловски космонаутко. За овој настан најважно е што една убава едукативна традиција за инклузивност може да стане и учење во градинките и училиштата за различноста. Колку е важна толерантноста, но и борбата да се продолжи. Да може што повеќе да се прават вакви настани, да може често да биде и да едноставно сите деца да можат да уживаат. Министерството, веројатно треба само една иницијатива или да се прифати сето тоа, да се види и да се вклучи секој во таа програма која што ќе биде реализирана. Убаво супер, ке нас убаво супер, ќе биде. Да не се одвојуваме од настрана од другите, да бидеме заеднички и да ги прифатиме како што се, да не се одвојуваме. Во спроведувањето на инклузивноста секогаш е важно да има стратегија, а децата со атипичен развој да создадат подобри услови во животот. Беа пораките од денешниот настан. Другарството е богатство. Медицинските сестри и акушерките се јадрото на здравствениот систем. Без нив е невозможно да се замисли ниту еден процес од превенција преку диагноза па се до рехабилитација и поддршка на пациентите и нивните семејства, изјави министерот за здравство Азир Алиу на денешното одбележување во Скопје на неделата на сестринството. За да бидете акушерка треба да имате завршено високо образование, со средно училиште не можете да бидете акушерка, затоа што акушерството самото по себе не е само професија, туку и една уметност која што во себе вклучува и грижата за мајката и за бебето. Не недостигаат акушерки многу повеќе на примарно ниво, бидејќи најголемите проблеми што ги гледаме доаѓаат од примарната здравствена заштита и превенцијата на оние ризични бременности кои што со добра акушерска нега можете како да се превенираат. Ние сме свесни за недостатокот на здравствените капацитети во здравството. Тука вклучуваме поголем дел на медицинските сестри, а знаеме дека медицинските сестри се јадрото на здравствениот систем од превенција до рехабилитација и затоа ние заедно со работните групи помеѓу Министерството за здравство и синдикатот работиме за да може овој дел да се унапреди. За прв пат имаме зголемување на здравствениот персонал, здравствените работници на 18.900 во крај 25-та, од 18.000 во 24-та. Најголем дел со зголемување со медицински сестри, благодарејќи на одлуката на властите да договорите на дело веќе се елиминираат од работната пракса. Што доби, а што загуби старата скопска чаршија изминативе децении? Што треба да се поправи и како тече сегашната реконструкција на дел од патеките? Одговорите во репортажата на Канал 5 што ја подготви Здравко Димитров. Автентичниот изглед на старата скопска чаршија полека но сигурно се губи. Веднаш по поминувањето на камениот мост и навлегувањето кон чаршијата, може да се забележи дека покрај естетиката која се помалку се задржува, представува и небезбедно место за движење на пешаците поради искршените плочки. Од другиот влез, каде што е плочникот кај плоштадот Скендербек, се наоѓа фонтаната која е оградена со стакло, а искршени се и дел од клупите. Кај споменикот на Скендербек, каде што луѓето можат да ја видат фонтаната и да седнат да одморат, може да се забележи дека едно од стаклата кои што се наоѓаат зад мене е искршено и не е поправено, додека оние кои што се здрави не се исчистени. Паралелно имаме и клупи кои што се уште стојат искршени и не може да се седне. При спуштањето од плочникот кон влезот на чаршијата може да се забележи дека се поставени тезги кои што продаваат сувенири карактеристични за Скопје и Македонија. За истите пред околу месец дена од општина Центар рекоа дека се отстранети бидејќи биле бесправно поставени и со тоа беше расчистен еден од најфреквентните делови на историската и туристичка локација. При обиколката во околината на чаршијата поразговаравме со дел од луѓето кои ги сретнавме. Најголем дел од нив беа туристи кои се дојдени на прошетка во Скопје. Дел од нив и претходно ја посетиле земјава и забележуваат промени во изгледот.
If I have to compare to 3 years ago, it's changed a lot. I noticed that there are a lot of more international people going around in comparison to 3 years ago. We care about it, but usually it's too much stuff, and usually we don't care about it. We just like to travel in the Balkans. We have been in different countries. Затекнавме и еден наш сограѓанин кој живее долги години во странство и вели дека драстично е променет изгледот на чаршијата и дека во Италија многу подобро би било третирано вакво историски значајно место. Не ја гледам старата чаршија како што била. Во Италија овие коцките малецки се остануваат секогаш исти. Имат измени, подобрувања, али во истиот стил. При одењето преку чаршијата кон црквата Свети Спас има бројни локали кои имаат поставени тераси и го стеснуваат просторот за движење на пешаците. Од општина Чаир до почетокот на овие вести се уште не добивме одговор колку такви има и дали се легално поставени или станува збор за дивоградби, а оштетени се и скалите кои водат нагоре. Кај црквата Свети Спас не дочека нешто поразително. Главната врата за влез во неа, каде што е и гробот на Гоце Делчев, беше недостапна за влез, а околу неа се наоѓа дива депонија. На само неколку метри од главната врата во црквата Свети Спас, каде што е закопан великанот Гоце Делчев, се наоѓа ваквата депонија во која што може да се забележи дека има од лименки преку кабаст отпад до градежен шут. Старата скопска чаршија не се знае од кога точно постои, но првите документирани податоци за постоење трговски центар датираат од 12 век, а претрпело огромни штети од земјотреси, но и во двете светски војни. Таа е културен споменик на културата во која може да се види наследство од повеќе култури и цивилизации кои учествувале во нејзиното создавање. Се уште нема да имаме повисоки температури. Од УХМР најавуваат ново заладување за следната недела и нови врнежи од дожд. До почетокот на викендот ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди. Утре и во вторник во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Во четврток во попладневните часови наместа ќе има појава на нестабилност со пораен дожд, грмежи и засилен ветер, а во петок и сабота ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во сабота. Во понеделник и во вторник ќе дува засилен до силен ветер од западен правец, кој повремено ќе надминува брзина од 60 км на час. До вторник дневната температура ќе биде во пораст, а од среда во постепено опаѓање. Вестите завршија. Ќе се видиме и во вечерните во 20 часот и 45 минути. До тогаш пријатно.